Почитувани гледачи, повторно сме тука со мало задоцнување, но сепак имаме причина, имаме многу интересантна гостинка. Ова е второто издание од утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Мојата гостинка во ова денешно издание е госпоѓа Роза Поповска. Добар ден, добро утро и добро ни дојдовте. Инаку собственичка на козметичко студио и фризерски собственик на козметичко фризерско студио од Куманово. За почеток ме интересира како почнува вашиот ден. Едно вакво утро, како вие го поминувате? Со оглед на тоа што знам дека постојано по цел ден сте обврски, повелете. Најпрвин добро утро за екипата на К3 телевизија, до гледачите. И како го започнувам денот? Го започнувам така што наутро слушам гласот на моето внуче. Првин се дружам со него. Тоа е најубаво будење, не? Најубаво будење. Го играм и се дружам со него, која е причина за ова доцнење. Така. Потоа некои мали обврски по дома, така. Значи секоја жена си има обврски по дома, да се припреми нешто за ручек на брзина, да се остави дома. И на кај 9:30-10 часот излегувам од дома и тргнувам на работа. Так. Цел ден сум си на работа со моите вработени, со моите клиентки, со моите пријателки. Тоа е за почеток, после ќе зборуваме за натаму. Јас ве повика вас со цел да мислам дека вие сте една од компетентните личности за кое што може да проговориме за мојата денешна тема, а во прашање е стилот. Секоја личност има свој стил. Секоја личност која држи до себе, на кој е важно изгледот, однесувањето, зборувањето, се она што ја представува една особа, е стилот. Во преводот некој е грижата за самиот себе. Кој е стилот на госпоѓа Поповска? Па вака, јас имам, да речеме, 2 или повеќе стилови. Кога сум ангажирана околу мојата работа, тогаш сум повеќе спортски, бидејќи таму не е работата сама не трпи да бидам елегантна или да бидам така посредена. Меѓутоа, кога ќе одам на семинари, кога ќе одам на симпозиуми, на конференции, тогаш знам да бидам и елегантна. Значи, имам 2 стила. Еден работен, спортско работен и еден поелегантен. Пред се вие сте естетичар, но денеска малку повеќе ќе се задржиме, всушност многу повеќе ќе поразговараме за шминкањето, бидејќи тоа ви е навистина специјалност во вашето козметичко студио. И знам дека ги посетувате сите можни случувања на кои што се разбира можете да стигнете со вашите обврски. Случувања и новини од светот на шминката и не само шминката, туку и козметичките препарати и се она што се нарекува убав изглед на една жена. Вака, што се однесува до вашето козметичко студио, дали вашите клиентки кои доаѓаат се консултираат со вас? Да. Значи, сите мои клиентки што ќе дојдат се консултираат и со мене и со моите козметичарки што ги имам. Значи, сите клиентки си ја бираат козметичарката со која ќе ги завршуваат своите работи. Сега кога треба да се има некој настан, дали тоа ќе е свадба, дали тоа ќе е банкет, дали роден ден, дали матурска, да, се консултираат повеќето, меѓутоа некои доаѓаат веќе со готов замислен изглед, со готова тоалета, значи готова халина. И спрема тоа ние бираме фризура и бираме мејкап, ја бираме шминката и ја правиме онака како што треба да биде. А во сето тоа сакам да кажам дека се користат многу квалитетни производи кои можат да траат и ја продолжуваат негата на кожата. Значи не се штетни за кожата, така да и на младите девојки кои слават матурско, што го споменав пред малку, без проблем, без некое оштетување на кожа се аплицираат тие производи и ја продолжуваат негата на кожата. И имам случаи дека матуранките кои ќе ми се јават повратна информација дека шминката ја користели и за афтер парти и за уште неколку дена не ја симнуваат шминката и без никакви проблеми. Добро, дали
нашите сограѓанки, нашите дами го негуваат стилот? Дали имаат изграден стил и дали го негуваат и го одржуваат? Дали имаме, во кратко кажано, модерни жени? Да, во нашиот град секако има многу модерни жени кои, еве, со едно излегување преку ден во градот ќе се види колку се средени, колку се со стил, колку се она се да им одговара, значи ако е спортски, ако е нешто по вамп и така. Така. Ме интересира што е пресудно, да кажеме, во препознавањето на стилот. Еве еден пример, кога ќе дојде некоја клиентка кај вас и сега дали вие веќе знаете што е потребно на таа дама и дали ви се совпаѓаат вкусовите и дали она што вие мислите дека на таа дама ќе одговара се вклопувате со вкусовите. Па така, секогаш не се совпаѓаат вкусовите, меѓутоа јас тоа ќе си го кажам како мој епитет, успевам да го наметна моето мислење и дел од клиентките да го прифатат и да почнат понатака тоа да го негуваат и така да се однесуваат и така да се средуваат, што се однесува до косата, што се однесува до лицето, што се однесува и понекогаш ќе дадам некои совети за гардеробата. Например, не често, ама на некои мои поблиски можам да им кажам дали да носат подолго здолниште, така, дали пократко. Да. Си добивам таква храброст, меѓутоа не на сите. Така. Ајде сега да кажеме нешто повеќе за вас. Бидејќи темата е стилот, а стилот е постојано надоградување на една личност, како на интелектуалниот, така и на физичкиот изглед, така и потребно е да се прати трендот, така да од сите области една особа, личноста која сака да го одржува и да се грижи за својот стил, мора да биде сестрана. А вие сте токму таква личност. Вас ви има секаде, вас ви има во улога на менаџер, на вешта жена, на... Подсетете ме доколку промашам нешто. Како подпредседател на Сдружение на жени за нејачи на Република Македонија и основач, како козметичар, посета на сите семинари, како што кажавте, посета, учество на надпревар за шминка во Белград пред 4 години, каде што успеав да го добијам и третото место, а земав само трето место поради тоа, не поради тоа што го заслужував третото место, ја заслужував и подобро, меѓутоа од моја невнимание не си ги прочитав добро пропозициите и ја однесов манекенката со веќе направена фризура, а сум требала таму јас како така јас да ја соберам косата и тогаш ќе добијам повеќе поени. Таму не се гледаше каква е фризурата, меѓутоа јас изгубив поени на тоа што отидов со манекенка на направена фризура, но пак сум презадоволна од Београд да земам трето место и диплома и се, и тоа ми е голема сатисфакција и голема... Така. Рековте дека, нели, посетувате многу семинари на кои што можат да се запознаат многу интересни, разновидни жени, разновидни карактери. И една од важните работи што јас би рекла столб на одржување на стилот и на представување на една личност е интелектуалниот дел, интелектот. Па да. Се разбира, тоа е она представување, она почетниот, нели, впечатокот за некоја особа. Секоја особа, многу е важно начинот на кој што ќе ни се представи. Да, тоа е многу битно, значи интелектот е многу битна особина на секоја личност и тоа е многу важно. Значи неколку пати, често пати ќе кажеме колку интелигентна или колку е, да не кажам сега. Тоа е многу битно и тоа позитивноста на личноста, отвореноста, карактерот, харизмата. Значи не мора да биде убава, меѓутоа треба да биде харизматична личноста и тогаш привлекува внимание и така е, за да комплетно кога ќе видиме некоја жена, комплетно што би рекле вака некако во поопуштена варијанта, еден пакет убав, едно пакетче спакувано убаво, интелектуално, средено, дотерано и стилизирано, значи се со стил и се умерено. Секако, колку да е дотерано, ако интелектот заостанува, тогаш се губат поени, како што кажа. Се разбира. Кажете ми сега за вашите семинари. Ме интересира што е ново во светот на шминката, кои новини има,
кој тип на козметика се препорачува, нели во поново време се препорачуваат шминка со минералите, на некоја здрава основа и така натаму. Па тоа и го кажав ја, значи шминката во својот состав треба да има минерали, така да што ќе ја негува кожата, а не да ја оштетува. Па вака во светот се користат сега трендовски е контурирањето на лицето. Така. Значи нон-стоп излегува по интернет, по социјалните мрежи, тоа како идат темните површини, како одат светлите површини, и се трудат сите тоа да го ископира, да го направат, меѓутоа на некои потешко им оди. Инаку шминкањето сепак се врши спрема обликот на лицето. Значи имаме ние неколку типа на лице. Имаме округло лице, имаме коцкасто лице, па имаме долгнавесто лице, значи па имаме очи укопани внатре, имаме испакнати, имаме бадемасти очи, природни, имаме округли. Значи сето тоа се зема во предвид кога се работи. Сега ми доаѓа на мене клиентка со мали очи и вдлабнати. Што правам јас? Јас ќе го направам тијанот кој е перфектен, потоа одам на кај очите со тоа што покушавам тие очи да од дубината да ги извадам на површина и ми успева. Ако пак е многу округло окото, тогаш се оди на тоа за да се издолжи окото. Значи за се тоа си има финеси, си има техники, си има начин на работа за да дојдеме до на крај кога ќе биде готова особата, очите не се тие, очите светат. Значи јас со моето шминкање, со мојата работа успевам на клиентките да им извлечам сјај од очите. Така, што е многу важно, но сепак ако си нема внатрешност, ако си нема убавина однатре, сјајот со шминката многу тешко се постигнува. Треба внатрешната убавина е најбитно. Се разбира. Госпоđo Поповска, за една успешна, комплетно стилизирана особа, не е тоа потполно доколку не знае да кува, не знае да готви поточно. А вие сте една од најдобрите и во тој дел. Вие бевте и вешта жена, наградувани сте и лично знам дека готвите прекрасни јадења. Не можам да се определам дали е солено, дали е благо, дали е кифличка, дали е од постните, дали е мрсните јадења, значи и во тој дел сте многу, многу добри, дури и наградувани. Па вака, јас во вешта жена, ќе споменам Ирена Спировска, таа ме навлече да отидам, бидејќи јас сум спонзор таму, откако постои вешта жена, постојам и јас. И ги спонзорирав со награди, и тоа со поголеми награди, како главен спонзор. Меѓутоа, Ирена, ајде да дојдеш и ајде сега ќе одам. Значи, добро си готвам, тоа ми е научено од мајка ми, од секрва ми, ги готвам, како што кажав, ти солените, сладките работи, постни, мрсни. Меѓутоа, ајде и тоа да го пробам, ама јас сум по карактер, сакам да водам. Значи, ако идам, сакам и да победам, да бидам прва. Ако сум во коло, сакам да го водам, она раката десна да ми биде слободна. И така, а и хороскопскиот знак ми е таков. И учествував на вешта жена со желба да победам првата година и навистина успеав. Втората година не добив прво место, третата година пак, во Куманов. Меѓутоа на републичко ниво не успеав да победам и толку 3 пати учествував, повеќе немам време, меѓутоа и таму многу научив. Значи јас со своето знаење кога отидов во вешта жена, знаев многу, меѓутоа морав да прашувам тие колешките, па тие менаџерките, тие организаторките, што, како да се постави вилушката и ножот, како танирот, колку далеку едно од друго, како чашите. И сега она склопот да биде, идејата да биде едно. Значи, првата година ми беше со цветна, мислам дека беше цветна. Втората година ми беше посветена на Тоше Проевски, да го споменам, Сонце во твоите руси коси, така ми беше направена масата, со сончогледки и главното јадење и тортата, а третата година пак нешто со цветови, така нешто. А не, првата година ми беше се за љубов, срце во срце. Так. Да, беше на Валентин, так. Срце во срце, а третата година ми беше онака цвет на тортата и јадењето исто така ми беше направено. И многу сум благодарна, не само што научив многу работи,
стекнав многу пријателки, за се нешто си имаш пријателки на секој крај во Македонија. Интересно е за вас, значи во што и да се влезе, во која области да влезете, вие се трудите не само да го научите тоа, туку да бидете најдобри. А за сето тоа си треба обука, си треба посета на се она што е во врска од таа област, дали тоа семинарска работа, дали саемска, дали е тип на предавање, дали е било каков начин на едукација, вие секаде сте присутни. Роза Поповска е и менаџер. Се сеќавам дека имате добиено и ноемвриска награда на град Куманово. Да. А тоа е за? Па за моите активности во градот, за моето лично за себе, за својата работа, и на сметка на тоа што наградата е добиена на сметка на тоа што јас година дена пред тоа добив жена менаџер на Република Македонија во областа на козметика. Да. Значи од Марели, агенција што го спроведува тоа во Македонија, бев избрана во 10 најдобри жени, најуспешни во Македонија, јас од областа на козметика. Значи беа од сите области, од областа на производство, од областа на трговија, од областа на маркетинг, значи 10 жени од сите области, каде што јас се најдов од областа на козметика и бев пресрекна и дури се чутив како стасав до таму, меѓутоа кога ќе се свртам наназад, гледам колку труд сум вложила во сето тоа, како што ми има секаде и тоа, да кажам, со добро, не со лошо. Ајде да одмориме малку со музика, па продолжуваме повторно со разговорот од студиото. Се враќаме повторно во студиото на К3 телевизија во второто издание, во вториот дел од утринското издание на утринска програма Нов ден. Во нашето студио гостинка е Роза Поповска, сопственика на козметичко фризерско студио од Куманово, и темата за која што разговараме е стилот. Една модна икона во индустријата на модата е Коко Шанел. Во една прилика им е изјавено: модата е минлива, но стилот е вечен. Што значи дека стилот треба постојано да го надоградуваме, негуваме и да се грижиме за се она што се подразбира под стилот. Што вие би им препорачале на нашите дами? Јас на нашите дами, па не мора само и на дамите, туку и на мажите би им препорачала како дел од стилот да водат сметка за својата кожа на лицето, па може и да се каже и на телото. Значи, кожата на лицето треба да се негува со време, а не да се чека откако ќе помине времето, па после леле што да правам со брчките, што да правам со тонусот, па тука ми паѓа, па вамо ми паѓа. Се трудим и тогаш. Меѓутоа, моја препорака на сите е со време да се негува кожата и јас им правам некои споредби. Значи, кожата мора да се негува кога ќе е време, а гардеробата може секогаш да се купи. Значи, ташната, чевлите, фустанот, блузата да се купи, може некаде каде што може и ако е скинато да се сошие, да се прикрие недостатокот. Меѓутоа, кожата каде што ќе напукне, нема игла што ќе ја соши. Ќе ми кажат има ботокс. Не велам дека не. Има ботокс, меѓутоа ботоксот е за жените. Но тоа е веќе корекција. Веќе тоа е за подминати години, тоа е веќе поскапо. Има пластична хирургија, да, не велам дека не. Има, него тоа не можеме ние сите да го приуштиме. Но сепак, кога ќе се направи и ботоксот, и пластична хирургија, и тие хируршки лифтинзи и ласери, секако мора кожата на лицето да се продолжи да се негува дали во козметички салони, што е препорачливо, меѓутоа и дома. Секоја жена треба да избере крема, производ за чистење на кожата, значи мора да биде изчистена кожата, тоник, млеко, лосион, добра хранлива крема, хидратантна крема и исто така нега за ноќ. Во секој случај, изградениот стил пред се можеме да го препознаеме по негувана особа и тоа во првиот момент и на првиот поглед се види, тоа е евидентно, кога личноста има негувана кожа, негувано лице, навистина ни остава многу пријатен впечаток. Дали е така? Да, точно е тоа. Точно е тоа.
и кај нас има, да кажам, и таков тип на жени кои користат добри креми, со што си ја продолжуваат младоста на својата кожа, а има и жени што не им е битно тоа, меѓутоа побитно им е, како што кажав, да биде. Значи, за стилот кажавме дека се оди комплет. Од нега на лицето, гардеробата, тачната, чевлата, се. Да. Меѓутоа, најважниот дел го оставаат несреден, кожата на лицето. Тоа мене многу ми пречи. Дури некогаш сум толку и нападна кога ќе кажувам на некои пријателки, некои жени дека треба да го негуваат лицето, а тие секогаш тоа го остават за накрај. Има обврска за ова, обврска за она, а кожата на лицето нека чека. Не може. Тоа е сегмент што не може воопшто да чека. А веќе погледнав дека повеќе немаме време, тука сме пред крајот, а толку многу работи би сакале да разговараме, но се надевам во некоја наредна прилика. А сакам да им порачаме на нашите дами, значи од разговорот со вас можев да сватам и да научам, а многу е важно ако сакате нешто да научите, да знаете, да сослушате некого и да го прифатите тоа и да го примените, што е многу важно. Да. Доколку ви е важно. Почитувани дами, јас некако повеќе на дамите сум насочена денеска, секој е чести на мажите, но некако многу повеќе работи имаме да кажеме за жените, затоа што жените бараат, слушаат, мажите некако се срамежливи, дури некако не го прифаќаат како нормално ако мажот се негува, ако мажот се депилира или ако мажот користи одредена козметика, како и жените. Некако се уште тоа не ни е објавено или јавно или нормално за нашите мажи кои што се на Балканот. Почитувани дами, значи, она што слушнавме од госпоѓа Поповска е убаво да го примениме и вие и ние, сите ние. Значи, најважно, она што јас го научив, да си најдат дамите време за себе. Да, секако време мора да си најде, како не може да си најде за себе време. Секи си оди поред, меѓутоа времето за себе мора да се најде. Па јас самата на себе сум си најбитна, на кога ќе сум побитна. Точно. И сама на себе, ако не си направам нешто убаво, кој ќе ми направи? Значи, јас, иако имам многу други обврски, си бирам крема да си купам. На прво место ми е убава крема, хранлива крема со лифтинг ефект, со колаген во состав, еластин, затоа што ја пак се враќам на тоа. Да. Со одминување на години колагенот изумира, еластинот изумира, меѓутоа има препарати кои го потикнуваат природниот колаген пак да се враќа, пак да се активира и така да се добија младечкиот изглед на кожата. Се разбира. А сите ние тоа го сакаме, што подолго да останеме млади. Ама го сакаме, треба и да се потрудиме за тоа. Не, јас сакам, како што има еден виц, вика, Господе Боже, дај ми да добијам на лото. Господе Боже, дај ми да добијам на лото, па Господ му вика, дај еднаш уплати, па ќе добиеш, ти не уплаќаш и ние сакаме да имаме убаво нешто, ако веќе ни е дадено нешто убаво, треба да го одржаваме, да го негуваме, ако сакаме да го имаме многу подолго. Значи, за изглед на една современа, стилизирана и модерна жена, многу да кажем е важно. Уште нешто, не само кожата, туку треба и косата да се негува. Исто така и косата да се негува со убави шампони. Да, па косата е украс. Со убави шампони, со убави маски, со убави пакувања, со се што е пропратно. Да. Значи, пак ќе се повторам, изгледот на една убава, модерна, современа жена, најважно од се е битно да таа дама е задоволна. Значи, од внатре да здрачи, да биде позитивна пред се. А позитивна личност може да биде доколку многу работи во животот си ги има подредено онака како што е редот, или ако веќе особа која што има стил, таа личност пред се треба да има ред во многу работи. Нели е така? Да. Значи, ако си поставите еден ред во животот, ако си ги поставите, работите како вие што рековте, се треба да си функционира во одредено време, на одредено место, во одреден термин и така натаму. Ако работите си ги поставите поред,
значи дека и вие ќе бидете многу посмирена и многу позадоволна и ќе можете да си го посветите времето и за себе и за вашите драги. Доколку вие сте задоволни, доколку вие сте позитивни, тоа е еден од најубавите моменти каде што стилот доаѓа до израз. Дури една од најважните работи е кога ќе проговориме за некоја особа дека е многу позитивна и харизматична. Значи тоа е нешто што останува, тоа е препознатливост, а тоа е стилот. Со тоа се раѓа. Значи, со тоа луѓето се раѓаат и ако веќе тоа го имате, надоградувајте го, вложувајте во него и немојте да се откажувате, бидејќи многу е тешко денеска да се запознаат позитивни луѓе, насмејани луѓе, задоволни луѓе. А сите ние го имаме тоа во себе, но некако даваме приоритет на негативните и лошите работи. Зошто? Не знам. А секој сака да види убава особа, насмејана и позитивна. Најубавата убавина е насмевката и позитивноста. Да, така со насмевката се продолжува и... Така, госпоѓ Поповска, уште нешто да не кажете за крај, ако пропуштивме, ако не кажевме, или само да им патите порака и поздрав на нашите дами? Поздрав на нашите дами, да се потрудат малку повеќе околу својот изглед, околу својот стил и околу нега на својата кожа, на телото и, како што кажав пред крај, и на косата, која навистина е голем украс. Еве, јас се воодушевувам секогаш кога фризерката ќе фенира некоја долга коса убава, јас се радувам на туѓите коси. Да. Се разбира. Се што ни е дадено треба да го негуваме. Да. Повторно ќе кажеме доколку сакаме да го имаме и да ни трае малку подолго. Почитувани гледачи, тука е и крајот на денешното издание на утринската програма Нов ден. Јас се надевам дека можевме или барем се потрудивме да одговориме на еден мал дел од вашите прашања, но се надевам дека ќе имаме сигурно повторно прилика да се видиме, бидејќи имаме навистина многу интересни теми. Ви благодарам уште еднаш за вашето внимание. Се гледаме повторно утре во исто време. Имајте пријатен ден.